Океј, значи како човекот да помине после таа загуба, поради тоа што загубата она што предизвикува загубата, предизвикува фиксирање на моментот кој што се има случајно. И иако времето продолжува, затоа што гледате, времето продолжува. Времето е, имаме три времиња, минато време, сегашно и идно време. Минатото е тоа кое што, гледате, кога луѓето имаат загуба, се фиксирани во минатото. И она што се случува сега, денески баш сакав малку повеќе да се спремам за да објаснам подобро. Видите, сега ќе цртам малку на таблата. Мислам дека ја гледате и од Facebook и од Instagram. Гледате, ајде да кажеме, ова е време. И овдека е 2025 година, така, ова е порано време, да кажеме, овдека е 2020 година, не знам, овдека е 2001, измислувам пример и така натаму. Сега, гледате, кога човекот е на ова време. Рековме дека, ако ви текнува што зборевме од филозофот Хабар, дека има едно многу убаво откритие, дека умот снима слики. Мислам, тоа е факт. Но открил дека имаме два ума. Едниот се вика аналитичен ум, кој што ги снима сликите од убавите работи, и другиот се вика реактивен ум, кој што ги снима моментите на трауми, баш како што со овие. Ги снима тој моменти на физички и на психичка болка. Физичка болка се моменти кога човекот ќе се изгори, ќе се повреди. Психичка болка он ги именува како акутна загуба. Акутна значи брза и ненадејна, што не е планирана, очекувана. Како што е моментот што се случи со Кочани, нели? И други моменти, може дедо баба да умрел, може девојката, може дечкото на девојката и раскинал, тоа е ненадејна загуба и така натаму. Тие загуби кога човекот ги доживува, ајде да кажеме, некоја загуба се случило во 2020 година, кај некој човек. Он има загуба во 2020 година. Што се случува сега? Еве го човеков тука, но поради тоа што има траума, таа траума е снимена во реактивниот ум. Имаме два ума, значи едниот ум се вика аналитичен ум, другиот ум се вика реактивен ум. Аналитичниот ум ги снима сликите од убавите моменти, а реактивниот ум ги снима сликите од неубавите моменти, кои што научникот филозофов Хабар ги нарекол енграм. Изборот енграм значи запис во умот од некоја траума, некој неубаво искуство. Ен на грчки значи во, грам доаѓа од зборот графија, што значи пишување. Сега, ајде да кажеме, некоја загуба се случила во 2020 година. Некоја загуба се случила, 2025 година. И што се случува кога ќе се случи таа загуба? Гледате, вниманието на човекот, затоа што тој не ја очекува таа загуба, е насочена кон сегашниот миг. Но што ќе се случи ако човекот нешто неочекувано му се случи, нешто ненајдено му се случи, поради тоа што тој не се надевал дека нешто такво ќе се случи. Така, никој од нас не се надевал дека у недела сабајле кога ќе станеш ќе добиеш ти такво известување. Ја саботата се враќав од Струмица и поминував покрај Штип, Кочани, и баш си помислив на Кочани, колку убаво сум си поминувал во Кочани, колку убави предавања сум имал и така натаму. Имам пријатели од Кочани, се го одминуваш ти Кочани, ама не мислиш на тој момент, ти не мислиш на тоа. Сабајлето се будиш, доаѓаш до такви информации, така натаму. Замислите како им било на некој кој што се директно интимно загрозени од тоа или погодени од тоа. Тоа е шок. Гледате, тоа е шок. Кога ќе настане шок, она што се случува, ајде да кажеме сега чисто за да не се враќаме или да не ве враќаме вас на моментот на загубата, затоа што идејата ми е тука да најдеме решение, иако мислам дека таа загуба ќе биде се одржава долго време, но поентата е како да човекот излезе од тоа. Кога во моментот човекот ќе добие загуба, зошто он толку долго време може да е во таа загуба, и затоа викаат и на времето му е потребно време, поради тоа што на времето му е потребно време, поради тоа што треба време да се оттргне вниманието од тој момент кога некој шок или загуба настанало. Ајде да кажеме сега, тука е тој момент кој што се случил во 2020 година. Сега, ајде да кажеме, овој човек кога бил во 2020 година, кога му се случила таа траума, било каква, може да биде физичка, може да биде психичка, неговото внимание останало таму. Гледате, во овој момент човекот останува со неговото внимание.
Сите трауми, сите негативни работи кои што се случуваат на некој човек, крадат и го заробуваат дел од неговото внимание во тој момент. Ајде да кажем, имате некој човек кој што има 1000 единици слободни на внимание. Он има 1000 единици на внимание кои што му се насочени во сегашниот миг. Зошто луѓето кога се вознемирани, кога имаат проблем, ќе ги видите дека не се тука. Не ве ни слушат. Зашто? Зашто вниманието не е тука. Па каде е вниманието ако не е тука? Вниманието ако не е тука или е на иднината, и дај Боже да е убаво насочено вниманието кон некоја креативна и конструктивна цел, или вниманието ако не е тука, тогаш е насочено на моментот кога настанал тој шок, на моментот кога настанала таа траума, и дел од тоа внимание е останато таму. Да кажем, овој човек имал 1000 слободно внимание, имал внимание кое он можел слободно да го насочува каде сака. Но кога се случило таа траума, дел од тоа внимание, да кажеме 200 единици, се ги измислувам пример, ова е пример, 200 единици на тоа внимание останале таму. И сега он тука, како оди животот, он оди со 800 единици на внимание, но 800 единици на внимание не изгледа толку насмејано, не го изгледа вака, он е повторно добар, но сега има 800 единици на внимание. Но му се случил друга травма, и оно што се случува, он доаѓа тука и сега изгледа вака. Зошто? Поради тоа што тука тој оперира со 200 единици на внимание во сегашниот миг. Зошто? Поради тоа што траумите од минатото им украле многу од вниманието со кое што човекот сега веќе не располага. Тоа е како да го плаќате данокот за моментот на траумата. И поради тоа што човекот има шок, дел од тоа внимание на него сега му е заробано во тој момент, и колку е пошокантен моментот, поголем број од тоа внимание останува таму. И гледате сега, тоа е проблемот со целата наша земја, дека гледате се што се случува, луѓе, и ќе збориме за тој момент, и не дека не треба да го збориме тој момент, и треба да го збориме тој момент, но што се случува, нашето внимание останува на тие моменти. Гледате колку често го спомнав Тоше Проевски, се случи загуба со Тоше Проевски, беше енграм за целата нација, како што е енграмова за целата нација. Дел од тоа внимание, тој шок се уште на некои луѓе и на многу од нас е заробено таму. На сите од нас вниманието, сега зборувам за општа случка, ова е траума за цела земја, но секој од вас има ваши собствени трауми. И траумата која што човекот ја доживеал, му го заробува вниманието таму. Зошто некоја девојка, дечкото ќе ја раскринал, банален пример кој што е смешен во однос на ова што си има случено во Кочани, ама банален смешен пример на девојкава дечко и раскинал. Она уште е вниманието заробено таму. Гледате сега колку интересно. Не само што на неја е заробено вниманието таму кога на неја се случило тоа. 2 недели, 4 недели, месец дена, година дена уште го мисли дечко. Он има сега нов дечко и тој нов дечко нешто ќе каже, вум, и повторно ќе го врати вниманието на предходниот дечко кој што ја има раскинато. Зошто? Поради тоа што гледате вниманието оди на тие минати моменти на траума. И ова што ќе го видите позади скалата на емоции, гледате, колку се по-високо луѓето, толку се повеќе екстровертирани со вниманието во иднината и на сегашниот миг, ама колку повеќе човекот паѓа по оваа скала на емоции, на омраза, болка, лутина, загриженост, страх, тага, гледате каде, значи цела нација на тага овој период, и тоа е пониско и пониско и пониско. Сега, она што ќе се случи, секако дека ние ќе се кренеме малку повисоко по тонската скала, која ќе помине даден временски период, поради тоа што иднината ќе дојде, нели, секојдневието ќе дојде. И човекот мора да го насочи вниманието кон нешто кон кое што треба тој да оди. Најтешко и најспоро веројатно ќе се случи на тие што имале најблиска и најинтимна загуба, како што се фамилиите на луѓето кои што не напуштија, и ќе биде потешко да го насочат вниманието кој иднината, поради тоа што болката за нив е најголема, како што и за нас. И затоа и сакам да помогнам, можеби малку да се намали таа болка, поради тоа што и во Кочани кога ќе зборувам за техника, за начини како човекот да продолжи, не дека можете на тие луѓе да им избришете болката или да им барем да ја ублажам, за да не останат премногу во тој момент. Ама и затоа не сакам да го правам оваа недела, поради тоа што мислам дека е невозможно, поради тоа што е толку свежо, толку е тоа тазе.
да не можете на човекот да му ја трнете болката во тој момент. Дај Боже, после неколку месеци луѓето да бидат подобри, да им продолжи животот малку подобро, поради тоа што е голем, ненадеен шок. Видете? Сега, целата идеја е, ако имате внимание заглавено на нешто, има начин во оваа книга Диенетика од филозофот Хабард како се избрише таа траума. И тоа е нешто кое што ја, за жал, не можам да го работам со сите тие луѓе таму, иако ја знам таа техника, тоа го работам лично еден на еден со луѓе, но има други начини како човекот да го насочи вниманието во сегашниот миг за да не биде таму, поради тоа што гледате кога вниманието е таму, тогаш човекот е вратен во тој момент. Сте виделе луѓе кои што честопати зборат за периодите на Тито. И на нив им било убаво во тие периоди на Тито. Затоа што вниманието исто така може да биде заробено. Например, сте виделе кога човек ќе добие ненадејна победа, ќе освои нешто. Тимов не очекувал да освои ништо. И Тимов освоил нешто. И сте виделе колку луѓе од тоа неочекувано освојување, дури неочекувана победа, он цело време збори за таа победа, поради тоа што вниманието е ставено таму. И се гледате, не е лесно човекот да го тргне вниманието од тој момент и да продолжи напред. Ја ќе ви кажам моја лична ситуација. Тоа е мојата желба за целата Македонија, за Кочани, но како што ви реков, и мене не ми се збореше оваа недела и мислам дека треба да помине уште временски период за да направиме нешто конкретно со тие луѓе, многу би сакал да им помогнам, за да може некако животот да биде по-толерантен за нив, за да може да продолжи животот, ама како што мислам дека не е момент ни тоа да се направи сега, поради тоа што е претазе самата таа болка, но стварно би сакал да помогнам на многу луѓе, имам идеја што би можел да направам за сите тие луѓе, секако на тој што сака да му биде помогнато. Но поентата што ми е, шоковите, дури и убавите, не планирани работи освоиле титула, Тимов не очекувале дека ќе освои титула, сите зборуваат 20 години после тоа за тој момент, затоа што вниманието е се уште таму. Лекот за минатото и мината, ама не може така лесно вниманието се отрне од минатото. Ќе ви кажам нешто што се има случајно лично со мене. Мојата мајка почина пред татко ми. Мајка ми почина, мислам дека 2003, татко ми почина 2004. Еден по друг почина, мислам дека беше у тој период. Да, кои да ме пишува, знам дека не е лесно за човек да помине низ нештото и да продолжи понатаму. Сакам да ви кажам моја интимна ситуација, мене што ми се ме случило. Мајка ми почина, последна година почина татко ми. Татко ми имаше сообраќајка и подлегна на повредите од самата сообраќајка. Но кога почина мајка ми, секако, тажни бевме, цела фамилија, и помина даден временски период, ја му реков на татко ми, викам, тато, сакам да ти помогнам, поради тоа што знам техники како ти помогнем да се ослободиш од таа тага и да излезеш од тој момент. И татко ми рече, вика, сине, ја сакам да сум тажен. Остави ме да тагувам, затоа и кажувам, овие луѓе кои што се сега во тага, треба да им помогнем, ама можам да ги разберам дека е период за такување и треба да оттагуваат, и после тоа треба да помогнеме за да можат луѓето да тренат понатаму на некој начин да име по-нормален, да речем по-нормален, не знаеш колку нормален живот ќе му биде некој што загубил дете од 16, 17, 18 години, колку и да е, колку може да му биде нормален животот на тој човек, ама барем да му биде малку по-нормален. Сега, татко ми, кога почина мајка ми вели, сакам, сине, да сум тажен. И прво се викав, што збори човеков? Зашто сака да е тажен? Ама после луѓе сватив една работа. Сватив дека тагата за мајка ми е најблиското нешто кое што татко ми го има до мајка ми. Тагата за мојата мајка, кое што татко ми има, е најблиското нешто кое што него го врзува за мајка ми. И во овој период, за сите тие кои што се починати и се заминати, она што е најблиско до тие луѓе е жалењето за нив и е тагата за нив. И стварно можам да ги разберам тие луѓе и затоа мислам дека треба да го има тој период на тага, на жалење, на
едноставно човекот да го исплаче тој момент, едноставно затоа што тоа е се уште поврзаноста на за таа личност. Што го поврзува човекот за некој кој што ќе замине? Ајде да го земе примеров банален, па ќе кажам во споредба со трагедијава на девојката кој што дечкото и раскинал. Видите, банално. Девојката тажи за дечкото поради тоа што се уште тагата за дечкото е најблиското нешто што таа го има до него. Татко ми, мојата мајка која почина, најблиското нешто кое што татко ми го имаше за мојата мајка беше тагата за мојата мајка. Он тагуваше за мајка ми и не му беше потребно ја да му помогнам за да он излезе од тој момент поради тоа што татко ми сакаше да тагува. И затоа и мислам, пак ќе кажам, спремам предавање за кочани, но мислам дека овој период треба да е период интимен за тие луѓе, се уште да ја почувствуваат таа близина. Не викам дека треба за секогаш да останат во тој момент, но можеби сега е момент да е интимен тој нивни момент, за да ги оджалат и да ги жалат и да бидат тажни за луѓето кои што заминале. И сега ја татко ми не можев да го разберам, викам тато што збори, вика да си не оставиме да сум тажен. Поради тоа што тоа го поврзуваше со мајка ми се уште. Помина периоди, можеби 8-9 месеци, година, дена. Он никош мислам дека не ја прежали мајка ми, мислам дека затоа и си замина. После тоа, но еднаш кажа татко ми и вели време е да продолжиме понатаму. Е сега, кога кажа време е да продолжиме понатаму, он донесе одлука да продолжи понатаму. Гледате, велат времето лекува се. Ја не се сложувам со тоа. А времето не лекува се. Времето помага, но она што лекува е сознанието на човекот во еден момент дека мора да продолжи понатаму. Гледате, времето не лекува. Што лекува? Лекува донесувањето на одлуката да човек продолжи понатаму. И не треба и не може секој да донесе одлука одма да продолжи понатаму, кога јас сакам или некој психолог сака или некој психијатар кој да сака да некој да му помогне, на човекот му треба момент и време кога он ќе одлучи дека ќе продолжи понатаму. Ја можам да помогнам кога човекот е спремен да продолжи понатаму, побрзо да помине понатаму, но интересно е дека во некој момент не можете на некој човек да му форсирате или да му наметнете кога тој човек ќе продолжи понатаму, како што јас сакав да му го наметнам тоа на мојот татко, ајде тато, затоа што јас сум побрзо сум можел да го прежалам тоа или да поминам преку тоа, не можел ни татко ми да помине преку тоа, нели? Е сега, што е нешто кое што помага во такви моменти? Значи, што кажавме дека кога има дадени такви трауми, тие трауми се снимани во тој реактивен ум, објаснет во книгата Диенетика, Дие значи генетика и ум, и таа книга фактички за тоа работи, како човек да намали болката и да се ослободи од болката, зашто болката краде дел од неговата животна сила и краде дел од неговите внимание. Вниманието не е тука. Ќе видите луѓе кои што ќе добијат многу трауми не се тука, тие се замислени не тука се, поради тоа што не име вниманието слободно, туку вниманието е залепено на тие моменти. Што помага човекот да го отрне вниманието? Се што ќе го отрне вниманието од тој момент би помогнало. Дури човек да отиде на кино, дури човек да отиде на театар, дури човек да отиде да направи разговор со другари, да отиде во ресторан, се што ќе му го отрне вниманието тој момент е краткотрајна терапија, но на некој начин, пак ќе кажам, има и по силни техники, појаки техники како човекот може побрзо да помине низ сето тоа, но многу е важно дека нели тоа што го зборував за татко ми, кога човекот ќе донесе одлука, кога човекот ќе е спремен да продолжи понатаму, самиот човек одлучува делумно да се отрне од тој момент и да продолжи понатаму. Но тоа е нешто кое што е многу индивидуална работа, тоа е нешто кое што знаете, кога ќе се случат вакви моменти на катастрофа и на трауми глобални, генерални, општествени, ретко кога може човекот веднаш тоа да го направи многу брзо да помине понатаму, но поради тоа што животот тече и животот оди, човекот за да има контрола во животот мора вниманието да е пред него, не може вниманието да е во минатото, но како што кажав, за секој човек кога има таква огромна траума, не може човек да очекува помина сега една недела, луѓе не една недела, 10 недели ќе поминат и се уште ќе се чувствуваат тие моменти, поради тоа што е огромна загуба за секој човек.
Но ајде сега да не зборувам за оваа ситуација, поради тоа што ова е баш голема травма, баш е огромен енграм, тоа е огромна травматска ситуација за целата држава. Ајде да зборувам за луѓе кои што, еве, како татко ми што починала мајка ми. И татко ми во тој момент е донесува одлуката дека ќе продолжи понатаму. Видите, он со неговата одлука го трга вниманието од минатото и го насочува вниманието на сегашниот миг. Има техники, има многу убави вежби кои што ја ги правам со луѓето, како да им го трнеме вниманието од некој проблем, од загриженоста, од стравовите и да го насочат вниманието на иднината, но тоа не е нешто кое што можам тука да го објаснам на сите, тоа би можело веројатно да направиме некоја работилница, за да ви го објаснам како да му помогнете на некој човек кој што се наоѓа во траума или се наоѓа во шок или има некој проблем кој што му го отвлекува вниманието, за да можете да му помогнете на тој човек. Тоа е нешто кој што би сакал да го направам во Кочани, би сакал да направам таква работилница кој што би можел да ги научам луѓето како вниманието, кога ќе се они спремни да може да трнат малку полесно со помалку болка понатаму во животот, и тоа ми е целта на таа работилница која што сакам да ја направам во Кочани, ќе биде направено со таа намена, да можам да им помогнам на луѓето малку да им ја стишам болката и вниманието. Пак ќе кажам, не е време сега дефинитивно, но можеби за 2-3 недели од сега да направиме нешто такво за да можеме да помогнеме на што поголем број на луѓе. Но гледате, одлуката дека човекот оди понатаму, зборувам се за микро ситуации како што се девојка со дечко раскинувањето, мајка ми починала, па татко ми одлучил после некој период да оди понатаму. Многу е важно човекот да ја донесе таа одлука, за да може да продолжи понатаму. Имате банални ситуации, дечко мисли дека е најголемата катастрофа девојка што му раскинала. Се доека дечко не најде нова девојка. И он после сваќа дека Бог го спасил од таа претходната девојка или девојкава Бог ја спасил од претходниот дечко, затоа што она тогаш мислела дека дечко бил најголемата траума што има. Не. Можеби во оваа ситуација не зборам ова за Кочани, нема врска со ова се што го зборам. За дечко и за девојкава само наредниот дечко и наредната девојка го трнало вниманието и продолжил тој да оди понатаму. За жал, дел од вниманието секогаш останува на некој момент на траума кој што човекот има. Сега, знам дека многу не кажав, кој што можеби не го знаете, ама ќе кажам нешто кое што се надевам дека ќе допре до вас. Кога почина татко ми почина, како што кажав, после сообраќајка и година дена од прилика, малку повеќе од кога почина мајка ми. Татко ми, кога почина, пред да почине, беше на клиника, но како и да е, како да не сакаше се бори да продолжи понатаму неговиот живот, и иако не можеше да комуницира, направив даден систем каде што ја ќе го прашав нешто и го замолував преку стисокот на раката, поради тоа што не можеше да зборува, да ми каже да или не, ќе го прашав некој работа, ако ми ја стиснеше раката ќе е да, ако не ме стиснеше работа е не. И знаете што се случи, го прашав, едно прашај поради тоа што и самите доктори викаат, абе жаре како да не ќе татко ти ја се бори. И го прашав, викам, тато, сакаш ли да си одиш? Викам, тато, сакаш ли да си одиш? И он ми ја стисна раката. Што сакаше ја каже, остај ме без сина да си умрам. Зборам за татко ми. За мене тоа беше нешто неубаво. Затоа што ја се трудев, сакав татко ми да остане, да биде жив и така натаму. Татко ми ја стисна раката дека сака да си оди. Мојот тренер за личен развој дојдов до него, он беше во Македонија и му го кажувам ова, целиот расплакан. И ми вика, добро, вика, а зошто не оставиш тогаш да си оди човекот да си умре? Ја не можев да го сварам тоа прашање, викам, како мислиш? Викам, ја сакам да останам жив, сакам да останам се бори, ме праша човекот, луѓе, гледате во прашањето што ме праша. Ова нема врска со Кочани, луѓе, да не ме разберете погрешно, не зборам тоа што имам за Кочани да го кажам, го кажав, имам поента за Кочани, после ова се што го зборувам, да не ме разбере некој погрешно. Ме прашува татко ми, вели, зошто ти се бориш толку за него, ако он сака да си оди, зошто не го оставиш да си оди? И јас се зачудив на прашањето. И ме праша второто прашање, вика, сакаш татко ти да живее заради него или заради тебе? Не го разбрав прашањето на човеков.
Викам, како мислиш? Вика, па сакаш татко ти да остане жив заради тоа што сака он да живее, или затоа што сакаш ти он да живее? И јас се замислив. Татко ми одговори дека сака да си оди. Ја му викам, веројатно ја сакам татко ми да живее. И сега, тоа прашање ме замисли. Ке ви кажам што ми е поентата на се тоа. Ме замисли тоа прашање. Ме праша, добро, зашто ти сакаш он да живее? Гледате сега, човекот ме прашува зашто сакаш татко ти да живее? А татко ми од повредите, телото секако беше многу оштетено и човеков беше пред умирање. И сега ја почнам да размислам зашто јас сакам татко ми да живее. Луѓе, татко ми беше една голема душа, една голем човек. Кога почина мајка ми, секако беше осамен. И секој сабајле татко ми пиеше кафе. Имаше обичај да си пие кафе, да си земе весник, да си чита весник, и од кога почина мајка ми немаше кој да му прави друштво за пиење на кафе. Ја, како и секој млад човек, во тој момент сакав да работам, одев на работа, бев многу посветен на работа како што сум и сега. И татко ми рече, шај жаре да пиеме кафе. Вика, мај тато ќе пиеме кафе. Ја ќе си направив нескафе, за него ќе направив турско кафе. Ја ќе го шмукнам кафево у 3 голтки нескафе, ми викав, тато, ајде убав ден, идам ја на работа. И он ми викаше цело време, сине, така кафе не се пие. Многу брзо го пиеш кафето. Е сега, луѓе, тогаш кога ме праша, мојот тренер за личен развој, вика, зашто ти сакаш татко ти да живее, ми дојде на ум кафето. Дека брзо го пиев кафето со него. Е сега, што сакам да кажам во целиот овој момент? Гледайте колку се поврзуваме со луѓето кога веќе ги нема, а не се поврзуваме со луѓето кога ги има. Споделив денеска многу убав цитат од едно истражување дека на луѓето пред умирање најважно им се релациите. Колку релации, не колку направиле материјално, колку направиле финансиски и така натаму, не, тоа не е важно. Какви релации имале, што оставиле позе себе. И знаете, кога ќе замине некој, тебе ти е криво зошто не си го пиел кафето поспоро. Секако ја не сум знал дека татко ми ќе ме напушти, ќе си отиде. Ама нештото кога го имате, многу помалку му се радувате и помалку го цедите. Од тие 59-60 луѓе што напуштија, ја лично мислам дека не познавам никого. Дечково од Андре Оденка, ете сум знал за него, таа вокалистката Сара, сум знал за неа, дечкиве што се у бендот и сите други дечиња, девојчиња кои што не напуштиле, не ги знам лично, ама има луѓе што ги знаат. Гледате, колку убави зборови за тие луѓе сега. Колку херои биле од тие луѓе кои што не напуштиле, какви херојски дела тие луѓе направиле. Ама знаете што? Луѓето се херои и кога се живи. Ама не им ги препознаваме херојските дела кога се меѓу нас. На луѓето им се мерат херојските дела за жал, кога ќе не напуштат. Поради тоа што сваќаш што си имал и ти станува неубаво, поради тоа што не си му си изнарадувал целосно. Ја ги разбирам сите тие луѓе кои што имаат загуба, ама една работа која што ми е апел. Дај да ги почитуваме оние луѓе кои што се до нас. Оние луѓе кои што се уште се дел од животот. Поради тоа што знаете, имаме многу, да не набројувам имиња, поради тоа што ќе заборавиш некој, а не можеш сите да ги спомнеш. Имаме многу луѓе кои што се Сари, Андреи, кои што се други, кои што се херои, кои што не им се уважува херојството сега, а има толку многу потенцијал. Гледате, ова што се случи е загубен потенцијал. На ум, на енергија, на душа, на добрина, на убави намери. Имаме толку многу луѓе околу нас кои што имаат толку убави намери, кои што имаат
толку убави цели, кои што имаат толку убава желба во животот да направат и да искреираат што и да сакаат да искреираат. Знаете, не дај Боже човек да знаел дека вакво нешто ќе се деси, колку луѓе ќе биле во многу подобра комуникација со сите тие луѓе кои што заминале, но не можеле тоа да го направат како ја што не можев да го направам со мојот татко. И затоа ми беше криво дека го пиев кафето брзо. Затоа што кога човеков ме праша зашто сакаш таткото да живее, затоа што кафето го пиев брзо. Затоа што ги искратував разговорите со него. Затоа што секогаш бев фокусиран на многу други работи кои што секако за мене биле важни во тој момент, затоа што не си го очекувал ништо од тоа. Ама ајде луѓе да станеме попаметни и од сега па натаму ова да биде освестување, да ги славиме тие што заминале, ама уште повеќе да ги славиме тие што сте тука. Поради тоа што имате начин како да се радувате и како да го цените и како да уживате во некој кој што се уште е тука присутен. За жал, тие фамилии немаат начин како да уживаат во тие луѓе кои што ги напуштиле, но секој од вас имате деца, имате родители, имате пријатели. Знаете, староста има многу време. Младоста нема време. Тоа сум го сватил. Знаеш, постарите луѓе имаат време, постарите луѓе чекаат родителите, бабиве, дедови, тетките, некои стари чекаат внуциве да им се јават, да ги дојат, да ги видат, да им направат муавет, ама младиве немаат време, поради тоа што, ами и старите тоа го разбират луѓе. Јас знам дека и татко ми мене ме разбираше, поради тоа што и татко ми бил на моја возраст, и татко ми бил на мои години кога други приоритети имал во ум. И не мислам дека тоа е погрешно, и не мислам дека тоа е лошо, него сакам само да биде како отрезнувачки, освестувачки момент да луѓето ги ценат и да им се радуваат на луѓето до нив, затоа што можат да ги ценат и можат да им се радуваат. И тоа нека биде поуката од тоа што се има случено. Ете, тоа да биде поуката од тоа што се има случено за човекот да може да го цени тоа и она нешто кое што е до него. Затоа што животот мора да оди понатаму. Ама мораме да одиме понатаму со памет, со ум и со искуство дека имаме многу луѓе. Оваа земја е плодна земја за убави умови, за паметни умови, за убави души, на кои што треба да им дадеме ветер у грб во сите сфери од животот. Некои се уметници, други се инженери, некои се доктори, други се, не знам, со што се занимаваат, архитекти, кои што имаат убави цели и кои што можеме да ги искористиме во иднината и во понатамошното делување. Така да мислам дека тоа е нешто со кое што ќе се одужиме и за некои луѓе кои што не напуштиле и заминале, за да не бидат дефинитивно залудно оттидени тие прекрасни души. Друго нешто што можете да направите и што јас сум го направил. Знаете, вниманието останува заробено на незавршените работи. Вниманието останува заробено на незавршените работи. Зборев дека вниманието се заробува во минатите трауми и реков дека има техники, ја ги работам тие техники, како да се одлаби вниманието од било која траума која што човекот ја има. Но една од работите која што многу помага е ако има некој што ве напуштил, не дај Боже, искомуницирајте со него тоа што ви тежи на душа. Искомуницирајте, ако не е тука он у физичка форма. Душата никогаш не умира. Душата не може да умре, поради тоа што не е материјален феномен смртта. Душата не умира таа. Умира телото, душата е таму. Да не идеме понатаму што се случува со душата и така натаму после смртта, мислам дека ови не е тема на тоа предавање, ако веројатно ќе е интересна, но душата е таму. Зошто човекот да не искомуницира? Па дури, можеби таткото, мајката умреле или дедо, баба умреле пред 10 години. Се уште ти тежи нешто. За да го отфиксираш вниманието од тоа, искомуницирај со тие луѓе. Искомуницирај со оние кои што се живи, а не ćeš да ги видиш или напиши им писмо, напиши им имейл, не окривувачки, не обвинувачки, него само нешто кое што ти тежи на умот. Поради тоа што нема да го докомуницираш, ќе остане со тебе и ќе те влече во моментот
кој што ти го имаш неискомуницирано со некого. И доколку сте имале вакви ситуации каде што неодамна некој близок ве напуштил, оди искомуницирај. Кај сакаш. Само кажи го тоа што сакаш да го искомуницираш на тие луѓе, поради тоа што за тебе прво ќе биде полесно, затоа што ти ќе се ослободиш од тој момент кој што те влече натаму, дал ќе му се извиниш, дал ќе му кажеш можеби зашто си му замерил, ама дека му опростуваш, за да се отфиксираш од траумата, од загубата и некомуницираните, недоискомуницираните работи кои што ти останале помеѓу тебе и таа личност. И ако имаш неискомуницирани работи, кога ќе ги искомуницираш од тебе, ќе видите дека ќе се чувствувате поубаво поради тоа што сте ставиле стоп или крај на нешто. И кога ќе ставиш стоп или крај на нешто, кое што за тебе е завршена приказна, ќе ти се одглави дел барем од вниманието, од тој настан, од тој момент или од тој човек, или од таа личност, поради тоа што нешто кое што не ти е доискажано, нешто кое што се уште тлее во тебе, има многу повеќе потенцијал да ти ги тригерува тие моменти назад, отколку ако нештото го искомуницираш со тој човек. Од филозофот Хабарт има убава дефиниција за контрола, вика тоа е старт, промена, стоп. И ако некој човек не ги довршува работите, дел од вниманието е украдено од тие недовршени работи. Недовршена работа може да биде и неискомуницирано нешто со некој човек што те напуштил, како оваа ситуација. Да се затворат тие комуникации, се доправат тие муабети со тие луѓе. Ако имате некој девојче, има некоја момче на кој што сака да му каже не мораш да се гледаш со момчето, напиши му порака, ама во убава форма, со која што ќе се ослободиш од товарот на неискомуницираноста, затоа што неискомуницираноста има товар во себе. Комуникацијата ве растеретува и кога ќе ги затвориш некои неискомуницирани работи со многу луѓе, доаѓа до олеснување, поради тоа што не е веќе одговорноста на некомуникацијата ки тебе. Така да, друга техника, искомуницирајте со некого, за да ја затвориш тој процес, тој циклус, нели? Циклус е нешто што има старт, промена, стоп. Тој циклус на комуникација се затвори, поради тоа што можеби да тлее со тебе подолг временски период. Океј, дечки, мислам дека за сега нека биде тоа. Славете ги луѓето кои што се до вас, почитувате ги оние кои што се до вас, креирајте со тие кои што се околу вас. Знаете, убаво е човекот да има иднина и треба да свати дека и кога ќе тргне напред во иднината, фактички тие луѓе не дека не се веќе до нас, него остануваат со нас со среќни мемории за нив. Гледате, кога човекот не трга понатаму после некоја загуба, се доека не реши да трне понатаму, он е со сликите од траумата за таа личност. Кога човекот ќе трне дојде понатаму во неговиот живот, гледате, јас да ми дојде тага кога зборував за таткови и мајка ги спомнувам скоро во секој лайф и не ги зборам со тага, поради тоа што моето внимание е трнето напред. Кога ќе трне вниманието напред, а за тоа човекот треба да донесе одлука, а на некој човек му треба подолго време. Тоа целосно го разберам и го почитувам, веројатно и така треба да биде. И викати на времето му треба време, ама кога ќе донесе човекот одлука да трне понатаму, не се губи човекот од нашиот живот и од нашиот ум. Туку почнуваме да го славиме неговиот живот, а не да ја тажиме неговата загуба. Поради тоа што кога човекот ќе почне да трне понатаму, како што и сите тие таткови и мајка ми сакале да трнат понатаму и веројатно ќе биле уште посреќни да знаат дека ги спомнувам, а можеби знаат. Нема да има никаков проблем, поради тоа што животот продолжува понатаму и мора да продолжи понатаму. Не е лесно. Ама времето побрзо лекува ако човекот донесе побрзо одлука да оди понатаму. И кога ќе донесе одлука да оди понатаму, се преименуваат негативните емоции и сликите од неубавото искуство се заменуваат со слики од убаво искуство со тој човек кој што можеби не е веќе дел од вашиот живот, ама поради тоа што како што ја ги зборам таткови и мајка ми, сигурен сум дека и вие се спомнувале многу од вашите кои што блиски, кои што можеби не се со вас,
Не да Боже да е така, може би за тие кои што се, затоа што како и да е времето оди, нека викаат нека иде со ред. И целата идеја е дека животот е тркало и дека има почеток и крај, за жал, за овие млади луѓе не требало да биде крај, но човекот мора да одлучи да оди понатаму за и тој ненадеен крај. Да на некој начин не се гледа негативното, него да може тоа негативно се преиначи во позитивното кој што го имале како спомени со тој човек. Но како што реков, не е лесно човекот да ја донесе таа одлука одма, поради тоа што најблиското до човекот кој што не е со некого е тагата за тој човек, затоа што тоа е интимна врска, тагата е интимна врска за тој човек. Но во еден момент мора и таа да се намали, поради тоа што воопшто не е продуктивна ако предолго трае, а тоа за да се деси човекот треба во еден момент полека да почне да донесува одлуки да има иднина. Така да, ако човекот донесе полека одлуки да има иднина, тогаш ќе почнат да се менуваат многу работи во неговиот живот. Сакам да зборувам и како да го промениме нештото околу нас, како да го направиме животот околу нас подобар, како сите да дадеме удел за подобра Македонија, ма тоа ќе го оставам да го збориме за во среда, поради тоа што имам идеја. И се извинувам, во среда нема да имам лайв, поради тоа што ќе сум во прилета, ама ќе имаме наредниот понеделник, ќе зборувам за тоа како човек да, или како да направиме подобро општество, како да направиме подобра земја и така натаму, поради тоа што знаете, ние сите зборуваме за подобар систем, поради тоа што она што го гледав на телевизијата во овој период беше да имаме подобар систем, да сите сакаме да имаме подобар систем, но гледате, ќе ви кажеме на работа. Системот сме ние, системот се луѓето. Ние го правиме системот. Има многу луѓе кои што се тука од странство. Јас сум живеел во Соединените држави. Знаете што е интересно? Во Соединените држави не ми пречеше да чекам во ред. Дојав ли у Македонија ми пречи да чекам на ред. Почнуваме сега од самите ние. Да се разбереме поради тоа што системот го градиме ние, како луѓе, како битија. Но што е систем? Системот има ред. Ама дали ние сме спремни да го одиме тој ред? Дали ние сме луѓе кои што сакаат ред? Знаете, себе критично да се прашаме. Колку пати ви се случило на вас, себе критично се прашаме, колку пати ви се случило на вас да стоиш во маркетна каса? Ти си на каса и чекаш 15 минути. Велат, се отвори трета каса број 3. Видите, позади вас има 5 луѓе. Тој што е петиот позади вас, тој прв оди на таа другата каса. Не ве прашува вас, Господине, вие чекавте, да не сакате вие да тренете на таа каса пред мене. Гледайте, тоа е рушење на системот. Ама колку од нас може да речат дека и они не се криви дека летнале први на таа каса која што било отворена? Колку од нас не се криви да чутнат само на порта некаде да рече, слушај, ја дојдов само да прашам, а да си заврши работа? Зарем и тоа не е рушење на системот? Ја имам еден цитат за ЕУ, за Европска унија, чекаат на ред земји чии што граѓани не сакаат да чекаат во ред. За ЕУ чекаат на ред земји чии што граѓани не сакаат да чекаат во ред. Сега не ни се чека луѓе на ред во Македонија, ни се брза. Ни се брза на црвено, ни се брза кај нас. Не дека он има телефонски број од матичниот доктор, тоа не е доволно. Матичен доктор, ти немаш никаков број од матичен доктор во Америка, немаш доктор од никого, немаш доктор од медицинска сестра, имаш доктор од болницата, каде што ќе си закажеш на ред и ќе си чекаш. Кај нас не. На него не му е доволно да има директна линија со матичниот доктор, он има директна линија со специјалистот. Он му се јава само на матичниот доктор, слушај, пиши ми ургентен упат, јавиш и јам договорено. Он го руши системот и после ние сакаме да збориме за систем. Ама кој го руши системот? Ние го рушиме системот, луѓе. Ке го видите во авионот уште не е слетал, авионот не е слетан. Он брзо иде, прави рокади некаде за да дојде 4 места на почетокот за прв да излезе, кога да мислиш, кој знае што ќе му смени, ако излезе он од авионот побрзо. И ке излезе од авионот, ќе го спушти тоа куферчето, го чека у Скопје
автобус да влезе не он у Скопје е главен Даса, он со тркалцата так преку пистава си иде прв на пасошка контрола затоа што не сака да чека на ред. Луѓе, ние имаме проблем со чекање на ред. И додека не научиме да чекаме на ред, ние не можеме да збориме за систем, овој ни е крив, оној ни е крив. Луѓе, ние сме системот. Ние сме системот и знаете од кај почнува. Знаете од кај почнува. Се зборувам за Скопје, може би нема врска ова за другите градови. Почнува од Мали Нозе. Знам кога ја растев. Тој што имаше гратиси за удиско, тој беше главен фраер. Зашто? Луѓе, глеј, не чекаш на ред. Од гратисите ние. Од тие моменти на тој што ќе влезеш у диско прв со гратис, тој не чека на ред затоа што селјаците чекаат на ред. Затоа што луѓето што не се кул чекаат на ред. Ама тој што е главниот Даса, тој што е главниот фраер, тој со гратисчето, тој не чека на ред. И од таму почнуваме да го уриваме системот. Затоа што па овие кои што чекаат на ред, ќе го видат тој со гратис, па тие му се воодушевуваат на тој име Бог. Го знаеш ли ти вратарот? Леле, ако го знаеше, вратарот беше главен фраер. Газдава на ресторанот, да го знам. Као деме, како не го знам газдава на ресторанот, нема да може да си поминам убаво. Луѓе, ние патиме од еден синдром на нечекање на ред, поради тоа што мислиме дека тој што не чека на ред, тој е главниот фраер. И кога ние ќе научиме да чекаме на ред, тогаш ќе ги испочитуваме сите овие жртви кои што се заминати. И како апел на оддавање на почит на овие луѓе кои што се заминати, луѓе, ајде да чекаме на ред. Поради тоа што така ќе го смениме системов. Ќе го смениш системот кога ќе почнеш да го почитуваш системот, а за да системот се почитува, мора да има ред. А ќе ви кажеме на работа, бев на една бизнес конвенција, каде што зборя главно нешто за да имаш добар бизнес ти треба систем. И тоа е точно. И најтешко е да изградиш систем. И тоа е точно. Знаете, луѓе дека веруваат на систем, луѓе не веруваат на луѓе, а луѓе веруваат на систем. Кога ќе има некој франшиза од ресторан, ти знаеш дека има систем. Затоа веруваш на тој ресторан со франшиза. Затоа што веруваш на систем. Ти не веруваш на луѓе, веруваш на систем. Ама тешко да се направи систем со ум, кој што има разноразни менталитетски работи во нив. Менталитет доаѓа од зборот менс. Менс на латински е ум. Гледате, менс на латински е ум. И тоа се слики кои што ги гледаме од моментите кога делиме гратиси, кога тој со гратисите од 12 години ќе влезе на джуниор парти, на 14 години на джуниор парти и кога нема да го испочитува редот. Луѓе, ние сами се саботираме себе. Сами се саботираме себе. Не викам дека нема повеќе или помалку одговорни за целава ситуација, ама мене никогаш не ми е идејата некого да обвиниш него. За човекот да направи промена, мора он да види каде он допринесува на хаосот. Ви текнува порано кога воведоа дека требаше да имаме да плаќаме на паркинг со пораки. Сите протестиравме. Замислете колку глупи бевме. Зашто? Затоа што сакаа ред да воведат. Не, ние не сакаме ред. Се бунтувавме затоа што сметките на телефонот ти е повеќе, па ти си го платил паркингот, ама тогаш ми текна колку имаше незадоволство затоа што бевме дека сакаме да станеме од кола, да идеме да плаќаме. Не, луѓе, ние сме системот. Дај да почнеме да чекаме на ред. Он сам си зима антибиотици на своја рака, на него не му треба ни доктор, он си ги знае антибиотиците. Ме разбирате, не иде бриз да прави. Ма како специјалист, он ќе се јави на пулмолог на матичен, он знае. Абе, ќе му остава 2 штрафа, отишол некаде да земе некој нешто да го склопи, ама ние не читаме упат, не читаме упатство, како треба ти да го склопи, он знае. И ќе му остана 2 штрафа, што ја спајал масава и кога ќе му остава тие 2 штрафа, он е среќен. Зашто? Го изиграл системот. Он преку, без ред, без нешто да побара, без да следи упатство, дошол до нешто. И ние сме си горди, кога ќе успееме нешто така да направиме. Од таа гордост, дека кога ќе успееме нешто да завршиме преку ред, без ред, побрзо, заради тоа и некои странци наши ќе дојдат од странство, ќе дојдат у Македонија,
се зажелеле за нашава преубава земја, затоа што има преубави работи иначе во нашава земја. И после 3 месеци вика хаос во Македонија, да. Ама никој не е крив за тоа, да ви кажам. Ја не обвинувам оваа влада, претходна влада, претходни влади. Не. Никој не обвинувам. Се обвинувам зашто кога ќе се пушти каса у маркет, леташ, а не му викаш на тој пред тебе да не сакаш да отидеш ти на таа каса. Зашто не го почитуваш и слушаш матичниот доктор? Знаете, у Америка, човек, или у западни земји, за Америка не знам како, ама знам дека у некои западни земји што ми зборил, абе вика прво те прегледува медицинска сестра. Ако медицинската сестра рече дека ти треба да бидеш прегледана од доктор, идеш на доктор. Кај нас, која медицинска сестра, бе, кој матичен доктор? Он има телефонче од специјалистот и си се договара на телефон со него. Затоа што ни се брза. Луѓе, мислам дека ни се брза. Мораме да му веруваме на процесот, мораме да веруваме на ред и мораме да веруваме на тоа дека некогаш и поспоро, ако е, ама доаѓа на крај да се променат работите. Така да, окей, сакав за ова да зборам наредниот пат, мислам дека и веќе кажав што имав да кажам, ама еве моја идеја. Во чест да одадеме почит кон луѓето кои што не напуштиле окочени трагично, ајде да чекаме на ред. И ајде да ги чекаме и да ги пратиме процедурите кои што се во нашава земја според прописи, затоа што правилата се прописи. Ама, како викаат, кој не сгрешил, нека го фрли првиот камен. Сега, кој го нема направено ова, кој што го кажува? Гледате, дури имало ситуации каде што ми кажувале, гледате ситуацијава. Еден пријател ми кажува, балканец, како се обидува нешто да направи, да изврти нешто во однос на системот во другите земји, другиве луѓе го гледате, викаме, ти зашто сакаш да го изиграш системот? На нив не им е јасно, затоа што веруваат на нивниот систем. Ама прво ние мора да се веруваме меѓу нас, како луѓе, мора да си го подобриме умот, собствен, затоа што ако немаме ред во нашиот ум, нема да имаме ред околу нас. Затоа што човек кој работи на себе, кој работи на собствениот ум, кој работи на собствените вредности, кој работи на собствената дисциплина, видите, тогаш ќе направи промена на работите околу него. Ама промената почнува со нас. Океј. Ви благодарам за овој лайв. Се надевам дека дадов барем малку корисни информации. Она што е важно е да сме ние волни да направиме промени кои што почнуваат прво од нас. И на тој начин мислам дека ќе настанат големи промени во општеството, на целава планета, затоа што мораме да внесеме ред прво и основно кај нас. Имајте убава вечер, се гледаме повторно во петок. Прилеп се гледаме во среда од 18 часот, прилепчани во библиотеката. Океј, поздрав, имајте убава вечер. Чао.